1,5 милиарда евра од оваа сума ќе им ја дадеме на граѓаните во форма на најразлични проекти со примитивна стапка од 3% на годишно ниво. Сите знаеме дека во моментот овие кредити се даваат на мощни неповолни услови со 20% камата и најразлични хипотеки. Тие кредити ќе ги дадеме за најразлични проекти од земјоделието, развојот на мали и средни предпријатија и слично. Ако знаеме дека во светски рамки едно вработување чини 10.000 евра, во старт со таа 1,5 милиарда евра обезбедуваме 150.000 работни места. За на крај би сакала уште еднаш да ви се заблагодарам и се надевам дека како граѓани на град Прилеп, на Република Македонија ќе успееме со нашите цели што ги имаме за понатаму. Фала. Сега имам посебна чест да ви ги представам носителите на листите за избор на пратеници. Изборна единица број 1. Господинот Тони Гичевски, председател на партијата. Изборна единица број 2. Господинот Лазо Чекаровски. Изборна единица број 3. Господинот Александар Димевски. Воедно председател на извршниот одбор. Изборна единица број 4. Господинот Јанко Бачев. Председател на Централното собрание. И изборна единица број 5. Господинот Борче Топаловски. Го повикувам носителот на изборната единица број 4, господинот Јанко Бачев. Вака најпрви да ве поздравам сите присутни вечерва на овој наш прв собир и се надам дека во деновите што следат пред нас ќе успееме да ги посетиме сите места во Република Македонија и се надеваме дека нашата идеја која што се повеќе продира ќе ја пренесеме до секое населено место во нашата држава. Инаку, како што кажа нашата водителка во најавата, јас сум носител на изборната листа на партијата Народно движење за Македонија во изборната единица број 4. На почетокот сакам да кажам дека основен постулат во нашето делување во периодот што следи пред парламентарните избори ќе биде на граѓаните на оваа држава пред се да ги кажеме поконкретни податоци за сите носители, па да видат луѓето дали овие личности имаат квалитет и капацитет да се справат со сите проблеми што произлегуваат од политичко делување на една партија. Па во таа насока јас најпрви би сакал да се представам пред сите вас како носител на листата во изборната единица број 4, каде што помеѓу останатите општини Бегова и вашата општина Прилеп. Вака сега, јас сум Јанко Бачев, инаку по професија дипломиран правник со положен правосуден испит. Инаку моја потесна специјалност е меѓународно право и меѓународна политика, каде што во најскоро време треба да ја бранам својата магистарска теза од областа на меѓународно право и меѓународна политика на Правниот факултет во Скопје. Од мојот професионален ангажман можам да кажам дека по завршувањето на Правниот факултет 1991 година сум работел во суд, во адвокатска канцеларија, а од 1994 година во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, односно поточно во Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање. Таму ги поминав сите скалила, од инспектор, главен инспектор, па на високо раководно место, началник во Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање, а од јуни месец оваа година и председател на Централното собрание на партијата Народно движење за Македонија. Инаку, два наши врвни принципа во политичкото делување во овој предизборен период, како што може да видите и на нашите изборни плакати, ќе бидат
да ја кажеме вистината, и втор принцип кој што е во корелација со првиот ќе биде да понудиме конкретни решенија за сите постоечки проблеми кои што ја пратат оваа држава во овие 10 години и за искоренување на сето ова зло што ја снајде оваа држава во овие 10 години. Сега накратко би сакал да проговорам за две глобални теми за безбедносни прашања и во вториот дел би се осврнал на нашите економски решенија што ги нудиме за излез од кризата во оваа држава. Јас сега можеби на почетокот ќе прозвучам песимистички, но морам да кажам во оваа прилика, бидејќи тоа е нашиот мотив зашто ја направиме партијата, морам да кажам вечера пред граѓаните на оваа општина, а ние овој став веќе го промовиравме, дека во оваа држава постои мрачно сценарио за нејзино растурање, кое што нешто треба се случи некаде крајот на 2005 година, ако состојбите не се променат во оваа држава. Ние во нашето тврдење веќе го пласиравме во јавноста, го кажавме на неколку телевизии и го чекаме јавниот обвинител да реагира. Но после изгледа дека во оваа држава, кога имате една карикатура од јавен обвинител кој што е обична марионета и невидна сервилност кон владеачката партија, не може ништо што да очекуваме. Ние пласиравме во јавноста такви сознанија со аргументи, со факти, со докази кои што се застрашувачки за оваа држава, а немаме никаква реакција од соодветните органи, што е погубно за оваа држава во случај кога имаме невидна партизација. Сега околу тоа сценарио само поконкретно да кажам дека доколку се случи, а јас се надевам и сите ние се надеваме дека нема да се случи, доколку се случи, тоа нема да биде резултат на делувањето на тие албански терористички банди, него носителите на тие сценарио се моментално двајцата најкрупни играчи во нашата влада од македонскиот блок. Тоа се македонски политичари кои што се носители на тоа сценарио, кои што се под директна контрола на две соседни разузнавачки служби и кои што играат по нивен диктат. Ние тоа најодговорно го тврдиме и во периодот сега што следи пред нас на граѓаните на оваа држава, тоа и ќе го кажеме. Бидејќи, како што кажав, основен принцип на нашето делување ќе биде да им кажеме вистината на граѓаните на оваа држава. Тука некаде лежи и нашиот мотив да се нафатиме да ја направиме партијата, бидејќи ова партија ќе имате прилика да ги видите, ја чинат луѓе кои што се човечки од секој аспект исполнети, кои што успеале во своите бранши, кои што имале убави професии и кои што за македонски прилики се релативно добро ситуирани и не им е единствен мотив да градат политички кариери, од тој гол политички прагматизам заради личен интерес. Нашиот мотив е подлабок и посуштествен, а еден дел од тој мотив е, како што кажав, да го спречиме тоа сценарио, носителите на тоа сценарио, кој што е застрашувачко за оваа држава. Инаку, сите ние бевме сведоци на една војна која што беснееше во нашата држава, која почна некаде јануари месец 2001 година. Таа војна, актуелната власт не ја кажува вистината за таа војна, бидејќи таа војна е всушност само еден елемент од тоа сценарио за дестабилизација и растурање на оваа држава. Без разлика што вие секоја вечер го гледате македонскиот премиер Љупчо Георгиевски како буквално Немало сам без навреди да не ги навредуваме, бидејќи ќе ги победиме, нема потреба да ги навредуваме. Ние буквално го гледаме секоја вечер нашиот премиер како плаче и како кажува дека за сите постоечки состојби не била крива Америка, не бил крив НАТО, па американците не ги сакале македонците, па ги сакале албанците, што воопшто не држи и тие јас најодговорно тврдам и со неколку факти ќе ви укажам на тоа дека тоа не е вистина, дека тоа се најобични моралски изјави од нашиот премиер, кои што се голи фрази, кои што воопшто не држат, туку служат за еднократна употреба и за залажување на овој народ. Вистината лежи на подруга страна. Ние најодговорно тврдиме дека за сето ова зло што ќе се случи на оваа држава, единствената вина лежи внатре во внатрешните состојби, од глупостите, од незнаењето што беше во огромни количини и од таа разузнавачка приклешеност на двајцата наши најкрупни играчи во македонската влада. Тука некаде лежат причините за сето зло на оваа држава, а не како што сака да ни пласира македонскиот премиер дека крив ни бил НАТО или крива ни била Америка. Или да бидам по-конкретен, само ќе ви спомнам еден пример. Кога опочна војната во јануари месец 2001 година, веќе во февруари месец нашиот председател Трајковски беше повикан на разговор кај Буш во Америка. Од службениот извештај што го имавме во Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање, јасно се гледа дека Буш децидно му вели на Трајковски: тоа си е ваш проблем и има да се го справите со тие терористи како знаете и умеете. Една подецидна подршка од најмоќната сила, мислам дека е јасна и воочлива.
но во тој момент отсутствуваше таа храброст и решителност, а имавме советници, овие советниците кои што го советува македонскиот председател, кажано народски само му го мотаа умот и всушност ја одолговлекува таа војна и како тие дипломатски и политички настојуваат да го решат проблемот, така тие албански терористи освојуваат се повеќе територија од нашата држава. Или вториот елемент, немавме никакво политичко единство во државата за време на таа војна криза. Исто сега така го гледаме нашиот премиер во своите говори најмалку 50 пати го спомнува тоа политичко и национално единство, а не кажува зошто не дојде до тоа политичко и национално единство. Кога се решаваше за судбината на оваа држава, единствено што правеа Лјупчо Георгиевски и Бранко Црвенковски, одеа кај Леотари Пердју и меѓусебно се подошија на штета на оваа држава. Не се да направат политичко единство, а ги гледаме сега како од петни жили настојуваат да кажат дека треба да се изгради тоа политичко единство. Или трет момент, сите вие гледавте како нашиот министер за одбрана и министер за внатрешни за време на таа војна се однесуваа како војсководци на две различни страни. Ги правеат такви глупости што еве сега и во оваа прилика ќе кажеме дека од тие 70 луѓе што загинаа од македонската војска и полиција, еве вечер јас најодговорно тврдам во прилеп дека голем дел на тие луѓе убиеци нашата влада, бидејќи беа монтирани и жртвувани. Еве пак го повикуваме јавниот обвинител, ако изнесуваме невистини јавно да не повика. И ние сега во периодот што следи тоа најодговорно со факти и со аргументи ќе го кажеме. Сега времето не ни дозволува да ви набројам 10 такви случаи, бидејќи сме вече во Прилеп, само ќе ви го кажам случајот Карпалак, што сметам дека за прилепчани е многу интересен. Пред неколку дена имаше таа годишнина од тој настан и сите ние гледавме како тие високи армиски полицски генерали без трошка совест и срам положуваа венци и пак ја замагуваа вистината, кажувајќи дека тие луѓе загинаа од тие крволочни, терористички, качатски, албански, како се ги нарекуваат тие банди. Но вистината е сосема поинаква. Јас само во оваа прилика ќе ви кажам дека тие луѓе загинаа на 8 август, а Дирекцијата за безбедност и контраразнавање ги имаше сите потребни сознања на 4 јули, 40 дена пред да се случи тој настан. Ги имаше сите потребни сознања дека на тоа брдо Карпалак се ископани робови, има една група од 15 луѓе кои што имаат јатаци во околните села и кои што преку денот не прават ништо друго, туку само се дрогираат, а во ноќните часови вршат терористички дејствија. Нашата служба толку успешно се изврши работата што успеа дури да вгради соработник меѓу таа терористичка група. Но за жал, за голема наша жал, македонскиот премиер не се веруваше својата служба, го веруваше Џафери. А сите видовме кај тоа верување кај не однесе сите нас. Ние му викавме дека има терористи, Џафери му викаше дека тоа се ловџии. И затоа сега јас вас граѓаните на оваа општина ве повикувам, сите овие работи што ги кажуваме се резултат на една квалитетна работа, на една македонска служба, на ДБК и ќе ве повикам вас, вие да верувате на оваа служба, на овие сознања, бидејќи со овие сознања ќе победи вистината, ќе победи партијата Народно движење за Македонија. Како што кажа, значи, и пак ќе повторам, на Карпалак убиството што се случи директен убиец е нашата влада. Ние сме спремни на сите тие заинтересирани фамилии, семејства. Во оваа прилика само да кажем дека сочувствуваме со нивната болка, бидејќи ги загубија најмилите, сме спремни да им ги кажеме тие документи, под кој број се водат, да ја видат целата вистина и кој стои и како е извршено тоа убиство. За потребите на тој рамкован договор кој што се склучи после 5 дена. Знаете, загинаа луѓето на 8, а на 13 се случи рамковниот договор. Тоа беше вешто монтирано и тоа е само елемент од тоа сценарио. Во таа прилика, како што кажав, спорадичен елемент беше и тоа палење на тие дукени по Битола и по Прилеп, кој што вешто беше конструирано од нашата власт. Сега, ние што ќе направиме доколку граѓаните ни укажат доверба на изборите што следат. Јас во оваа прилика можам да кажам дека безкомпромисно за овие случаи мора да го имплементираме тој принцип на одговорност. Едноставно, како што кажав, голем дел од овие луѓе беа наместени и жртвувани од овие 70 луѓе кои што загинаа во оваа војна. Арачиново, непроштено, сега не ги набројувам случаите, али ние ги имаме фактите и документите. Што значи, ако дојдеме во позиција на власт, едноставно за овие случаи мора некој да одговара. Нас ни е воопшто небитно дали некој ќе одговара во Хаг, во Основниот суд во Скопје или во Основниот суд во Прилеп. Нас ни е битно дека, јас најодговорно можам да ви кажам дека тие луѓе ќе бидат изнесени пред лицето на правдата. И има да одговарат дека ја зборуваме вистината. Не случајно вие ја гледате оваа папка тука која што символично ја означува таа наша акција вистината за Македонија. Тука во оваа папка символично се наоѓа тој список што го најавивме ние дека
Ако дојдеме да практикуваме власт, во првите 30 дена ќе ставиме 24 луѓе во притвор и тој список од 24 луѓе е тука. И ние сега на граѓаните на оваа држава ќе го промовираме во нашите кампањи. Сега од оправдани причини сите знаете, таа документација од оправдани причини не ја носиме, али и да ја носиме тоа се цел куфер, така кажува народски, али символично ја имате папката, тука го има списокот од 24 луѓе. Меѓу тие 24 луѓе се и највисоки носители на овие државни функции. Тука ние ќе им кажеме на граѓаните на оваа држава која крадеше, која лажеше и која растура оваа држава во сите овие 10 години. Инаку околу најкратко кажам околу безбедносни теми кои што на еден поширок начин ќе добијат своја експликација при нашите гостувања по Република Македонија, да не биде се така застрашувачко и црно. Дозволете ми во неколку моменти само да ви кажам какви ние мерки ќе преземеме од економскиот дел, доколку дојдеме во позиција да практикуваме власт. Нашата програма, која што сите, верувам, голем дел од вас ја имаат, нуди мерки од краткорочна и долгорочна природа. Сега тие мерки од краткорочна природа, тој е еден корпус од 20 мерки кои што се нотирани во таа наша програма, а во оваа прилика ја ќе ви набројам само неколку мерки кои што имаат пред се голема морална тежина за овој народ. Доколку ние дојдеме во позиција да практикуваме власта во првите тие 60 дена, јас најодговорно тврдам дека ќе ги продадеме сите 30.000 автомобили. Моментално од буџетот на Република Македонија, на терет на буџетот во државата секој ден се возат по 30.000 автомобили. Ние таа бројка има да ја сведеме на околу 15, бидејќи толку се потребите на државата за тие протоколарни потреби и за пречек на странски делегации и слично. Бидејќи на Норвешка и Данска имаат само по 18 службени автомобили, а на терет на нашиот буџет секојдневно се возат по 30.000 службени автомобили. Втора мерка од краткорочна природа која што ќе ја реализираме ако дојдеме во позиција на власт, апанажата ќе ја сведеме од 12 на пристојни 2 до 3 месеци. Можеби поголем дел од вас и не знаат дека сите тие функционери кои што се изредија во овие 4 години се поставуваат, се разрешуваат, сите тие и после престанувањето на нивниот мандат примаат 12 месеци плата од буџетот, а ништо не работат. И ние таа апанажа има да ја сведеме од 12 на пристојни 2 до 3 месеци. Трета мерка што ќе ја преземеме од краткорочна природа, имаме намера сите тие државни вили наводно да ги издадеме под закуп. Ако ние бидеме во позиција да дадеме кандидати за носители на највисоки државни функции, нашите функционери има да продолжат да живеат во своите домови, да ја делат судбината на овој народ, бидејќи знаеме каков е стандардот на луѓето. А од издавањето на тие вили под закуп ќе оствариме одредени економски ефекти. Бидејќи сите знаете во Скопје една поубава просечна куќа на странски дипломатски представништва се издава и до 20.000 марки месечно кирија. Четврта мерка која што имаме намера да ја преземеме сите тие фискални каси, ќе им ги дадеме бесплатно на трговците, кои што во моментов се 70.000 во Република Македонија, а тие што ги имаат платено тие фискални каси, парите ќе им бидат вратени. Сега зошто ја велам ова мерка? Ова е за да скупат од сите овие 70.000 каси е потребна една сума од 12 до 15 милиони евра. Таа е една смешна сума за држава, за сериозна држава со собствен буџет. А ако направиме една компарација ќе кажам дека и тоа имаме сигурни докази. Буџетот на партијата ВМРО ДПМН за овие избори изнесува 80 милиона марки, односно 40 милиони евра, кои што имаат намера да ги потрошат за овие избори, за сите тие фиктивни вработувања, пропагандни материјали, купување на гласови и така натаму. Значи, ако може да се потрошат 40 милиона марки за избори, таа сума од 12 милиони евра за фискалната каса е една смешна сума и ние имаме намера на граѓаните тие фискални каси да им ги дадеме бесплатно, ако дојдеме во позиција да практикуваме власта. Сега од овие мерките од подолгорочна природа нудиме квалитетни мерки за сите постоечки области од општественото живење. Ова наша програма е изработена можно стручно и нуди сите тие мерки како конкретно може да се реализираат. Тука нудиме конкретни мерки од област на социјалата и во насока да изградиме една социјална држава во вистинска смисла на зборот, а не држава на социјални случаеви. Македонија денеска е држава на социјални случаеви. Во услови кога во државата 70.000 семејства ги примаат социјална помош, де факто ние сме денеска држава на социјални случаеви. Но ние тие мерки, нова мерка играат во досегашните десетина години сите наши влади, одејќи на варијанта дека колку поголем број на социјални случаеви имаме, толку повеќе може да се манипулира со сопствениот народ. Бидејќи сите вие знаете дека
Економски, кога се зависни луѓето, многу е лесно да се манипулира со нив и да се оценуваат и да се законуваат на најразлични начини. Значи имаме намера да направиме социјална држава во вистинска смисла на зборот и да му се дава социјално да му се окажуваат помош на сите луѓе кои што ја имаат, навистина имаат потреба од таква мерка. Инаку од областа на земјоделието има исто така редица мерки со кои што предвидуваме квалитетно подобрување на состојбата на земјоделците. Сите вие знаете, овој регион, оваа изборна единица, каде што јас сум носител, од Струмичко, Кавадаречкиот и Прилепскиот регион, најголем дел од нашата популација се занимава со земјоделие. Ние сите сега знаеме каква е состојбата со земјоделието и тоа не е резултат на објективни причини, на елементарни непогоди, на поплави, на суши, доколку би било така, би било во ред. Но како тие катастрофални состојби се резултат на тој човечки фактор, на таа субјективна вина, исклучиво на тоа што овие наши политички демагози се единствено залудени од желбата за власт, за профит и за слава и немаат стратегија за развој и за функционирање на земјоделието. Ние предвидуваме серија мерки со кои што ќе возможиме вистинска валоризација на трудот на секој земјоделец. Или во оваа прилика само конкретно ќе спомнам една мерка. Доколку дојдеме во позиција да практикуваме власт, ние на сите земјоделци ќе им овозможиме за 500 денари надоместок да уживаат комплетна здравствена, пензиска и инвалидска заштита. Тоа е една реална, остварлива мерка и ние имаме намера таа мерка да ја имплементираме доколку дојдеме во позиција. Бидејќи вие сите знаете, голем број од нашите граѓани денеска работат по тие државни, полунапуштени, полурастурени државни фирми и исклучиво нивен мотив за одење во тие фирми е да ги добијат тие плави картони, а не добиваат плата по неколку месеци. Ние имаме сериозна намера, доколку луѓето имаат намера да се занимаваат со земјоделие, да не трошат по 8 часови во тие полурастурени и напуштени фирми, него да се посветат исклучиво на земјоделие, со тоа што за тој надоместок од 500 денари ќе им се гарантира комплетна здравствена, социјална, пензиска и инвалидска заштита, вклучувајќи ги и тие плави картони. Инаку, исто така предвидуваме редица мерки за развој на науката, на спортот, на културата, особено за спортот, ќе предвидуваме мерки да го отстраниме од тие партиски влијанија. Вие имате смешна ситуација кога се вршеше промена во Фудбалскиот сојуз на Македонија, на председател на Фудбалскиот сојуз на Македонија пред 2 години, таа промена се изврши со методите и техниките на дирекцијата за безбедност и контраразнавање, со врбување на тие делегати, кога се менуваше председателот Љубисав Иванов Дзинго, кој беше тогаш председател со Ламбе Арнудов. Ние имаме намера тие состојби да ги отстраниме и спортот да им го дадеме на луѓето кои што навистина го разбираат спортот и кои што и таа политика ќе отстраниме од сите тие спортски активности. Исто така во делот на економијата ние секојдневно сме бомбардирани од сознанија на двете овие партии, на СДСМ и на ВМРО-ДПМН за нивните наводно брилјантни успеси во овие 10 години. Секојдневно ќе отворите вестници и ќе видите таму едни смешни показатели, бидејќи не се одесувуваат со реалноста. Но овие луѓе изгледа ја изгубиле таа врска со народот, го изгубиле чувството со народот, кога ни наметнуваат такви едни смешни, едни абсурдни податоци во средствата за јавно информирање кои што воопшто немаат реална основа. Се надпреваруваат фактички кој ќе истресе повеќе глупости во сите тие показатели. А од друга страна сите знаеме колку кошта сета таа реклама што секојдневно се пласира во средствата за јавно информирање. Пред некој ден министерот за финансии кажува дека сите тие средства партијата ВМРО-ДПМН си ги обезбедила сама и сама си ја финансирала кампањата, дека тие пари не биле од буџетот. Еве ние јавно го прашуваме министерот за финансии, па нека каже од кај се парите на ВМРО-ДПМН, кога веќе сами кога имале толку пари да ја финансираат таа кампања. Али очигледно човекот не сака да ја каже таа вистина. Го слушаме македонскиот премиер пред некој ден во Кичево кажува, се фали дека пред 4 години каков бил тој комбинат таму во Кичево, спомна некој комбинат таму каков бил пред 4 години, а каков бил сега, наводно постигнал брилјантни успеси во овие 4 години. Ние сите убави работи што се направени ќе ги поздравиме, али нема да заборавиме да кажеме па и кој беше Лјупчо Ѓоргиевски пред 4 години. Кажува од материјален аспект. И ќе ви кажам само еден податок. Ние на Лјупчо Ѓоргиевски ќе му пресметаме, тој беше 4 години премиер во оваа држава. Тоа се 4 години по 12-48 месеци. Платата на македонскиот премиер е 1000 евра. Значи тој господин во овие 4 години можел да заработи 48.000 евра. Неговото богатство